Инспекторатот за земјоделие ја превзема контролата за генетски модифицираниот ориз. Откако ќе ги добие резултатите што ги спроведе Агенцијата за храна и ветеринарство, инспекторатот ќе продолжи со акцијата за да утврди кои се увозниците на генетски модифицираното семе. АХВ денеска треба да ни ги достави резултатите за тоа каде е најдено семето и ние да пуштиме инспекциска контрола, за да провериме и да стасаме до увозникот, до носителот на семето. Тоа ќе се утврди во наредните денови. Семето во овој случај не е увезено легално, затоа ќе ги продолжиме контролите. Наредните денови ќе се истражува и тоа. Уште не се знае за колку семе станува збор, утврдено е само дека кај повеќе производители има генетски модифициран ориз. Информираат од Државниот инспекторат за земјоделство. Според министерот за земјоделство Љупчо Николовски, откриените примеруци на генетски модифициран ориз се резултат на функционирањето на системот и почитувањето на правилата. Сега целокупната програма за мониторинг во овој дел се реализира и се спроведува и таа ги открива токму овие аномалии кои што ги имаме. Директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство вчера имаше прес од Стопанската комора, каде што повтор пат информираше за сите овие констатации и постапки и верувам се она што е во законска надлежност на Министерството и на Агенцијата за храна и ветеринарство ќе биде преземено. Ова министерот го истакна при денешната посета во Штип, на која го повтори ставот на Министерството за откупот на сливите, односно за одлуката килограм откупена модра слива да се субвенционира со по 5 денари, од кои 3 за производителите и 2 за откупувачите.